Се селиме во другиот агол на студиото, каде нашата Слободанка веќе го пречека првиот гостин ова утро, а како и секој петок, така и овој петок наши гости имаме од специјалната болница Аџибадем Систина, клиничката болница, всушност прва и болница во која што се случуваат најголемите новитети и болница која е препознатлива во регионот по најдобри и најбрзи решенија за секаков вид на интервентни случаеви. Ова утро наш гостин е професор доктор Боро Џонов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, а ќе говориме за естетското разубавување, сите предновогодишни нешта кои жените знаеме да си ги приредиме, но дали пред нова година е точно време, професоре, да реагираме или треба малку порано да се подготвиме за било какви интервенции со кои можеме да добиеме ново лице и да ги постигнеме нашите очекувани резултати? Секојаш е подобро, што порано тоа подобро. Меѓутоа, овој период секојаш е таков. И кај нас е актуелно така, секојаш пред празници, пред некои големи избиднувања. Што се ке рече. Да. Така да, вајда таков ни е менталитетот и сето тоа да ние све решаваме у последен момент. Едве чекам да видам какви новитети имате, посебно на оваа тема, одамна не сме говореле, повелете. Благодарам, Сузан, поздрав до тебе и добро утро до сите наши гледачи. Сигурна сум дека и со овој разговор кој што ќе следи, ќе го задржиме вашето внимание, како што кажа, во едно сите заедничко убаво утринско расположение. Јас ќе ви посакам добро утро и добре не дојдовте. Да, ќе зборуваме за убавината, ќе зборуваме за она што во Систина се нуди, за естетските интервенции, за предновогодишно разубавување. Па според нашиот менталитет и така и го насловивме предновогодишно разубавување. Меѓутоа, еве на самиот почеток, кога ќе кажеме естетски интервенции, што се тука спаѓа и што подразбираме под сето тоа, може да наброиме па да раздвоиме и така натаму. Видете вака, тоа е еден голем диапазон на интервенција, наводници да ги кажеме. За разобавување сега. За разобавување, за естетски корекции, има помалку инвазивни методи, има повеќе инвазивни методи, зависно од тоа што може да се направи, зависно од тоа самите пациенти што бараат и кои делови од телото треба да се реконструираат, односно да се коригираат. Така. Условно, или да се надополнат, да изгледаат уште поубаво него тоа што биле. Кога зборуваме, ајде ќе започнеме од екстремитетите на телото. Што е она што јас верувам дека и знам, не е сега само не ги ставаме само припадничките на понижниот пол во овие естетски интервенции, затоа што тука ваѓа, тоа важи и за двата пола, затоа што сепак естетиката, односно токму ваквите интервенции придонесуваат за некој да се почувствува можеби многу подобро од претходно. Секако за да се подигне самодовербата, исто така, можеби некој си има нешто што не му се паднало во текот на животот, меѓутоа вие сето тоа можете да го средите, дали се работи, еве, за кои делови најмногу од телото работиме естетски интервенции? Нели, лицето, главата, целото тело, екстремитетите сепак би ги ставил на крај, затоа што обично во специфични ситуации се прави тоа. Највеќе доминира липосукцијата за екстремитетите. Но ја правиме така? Ја правиме секако, имаме нова апаратура со која што ни е возможно многу побрзо, поефикасно, со помалце компликации да се спроведуваат тие процедури. Кај оние исто пациенти кои што изгубиле повеќе на тежина, па има вишок на кожа да се тргне, тоа за да си добијат екстремитетите нормален изглед. Секако во нашата држава, а и во околината доминира корекцијата на гради, дали е тоа зголемување, дали е тоа намалување на градите. Има и обратно, да. Има и обратно, секако ние спаѓаме во јужниот базен на Европа, кај нас обично жените имаат природно
Поголеми гради. Поголеми гради и некојаш и не само од естетски причини, некојаш и од здравствени причини се прават тие интервенции и за да им овозможиме на популацијата што поголема достапност. Затоа у наредниот период на месец-два ги имаме тие пакети, условно кажано, во болницата за поголема достапност, каде што всушност вклучуваат све што треба да се направи при една таква естетска корективна интервенција и со кој што сега дополнително даваме некои намалувања за да бидеме подостапни за граѓанството. Па малку и пред нова година да се разубават сите оние кои што го имале тоа во план, како што кажавме. Меѓутоа, еве, кога зборуваме за овие пакети кои што ги спомнавме пред новогодишни, кои што се на понуда од кај вас од Цистина, што се можеме да понудиме еве на сите оние кои што се заинтересирани, што спаѓа во пакетот? Ние сме заедно со дерматолозите во тој еден центар за перфекција кој што екзистира веќе подолги години во Аџибадем Систина. Допринесуваме за тоа да можат да се направат комбинации на повеќе интервенции заедно со дерматолозите, да вклучиме и понеинвазивни техники, ласерски техники, by the way, располагаме со најмодерни ласери во државата и со обучен тим кој што работи со тие ласери. Во однос на пакетите, повторно да се навратам, вклучена е комплетната процедура од приемот на пациентот, самата интервенција, лежењето во болница, па се до оние постоперативни контроли додека траат во првичниот постоперативен период, односно првите недела, две, колку и да е потребно, зависно од интервенцијата за секој пациент. Да, сега кажавме и зависно нели од интервенцијата и желбата нели на секој поединец индивидуално, што е она што би сакал да промени, да кажеме така, кај себе. Еве, вашето искуство до сега, што кажува? Што е она што ние најмногу сакаме да го промениме кај себе, на што работиме најмногу? Може би постои некоја според вас статистика, може би не, меѓутоа сигурно дека на нешто најмногу алудирате. Да, сабајле кога ќе станете наутро, прво што гледате, го гледате вашиот лик. Го гледате вашиот лик. Така. Или како велат предната камера кога е на телефонот, тогаш знаеме недостатоците. На прво нешто што налетувате на вашиот лик и тука прво ги гледате тие работи што условно вас не ви се свиѓаат. Не мора да значи дека тоа се недостатоци, меѓутоа сите нели малку или повеќе сме самокритични, па ги гледаме тие недостатоци од сабајле и сакаме нешто да променим. Така да лицевата хирургија е првото тоа. Нели како поминаат годините, секојаш по една боричка се јавува некоја плюс, дали сме качиле на тежина па отишле образите малце повеќе, или сме симнале на тежина па малце кожата се обесила повеќе. Така да и секојаш човечката психологија е да започне со помалку инвазивни техники, нели популарни ботокс, филери, кои што во последно време се помалку штетни, помалку нус појави и да не се започне веднаш со инвазивни процедури, хируршки процедури кои што во главном ги правиме ние пластичните и естетските хирурзи, иако не дека не се занимаваме и со овие помалку инвазивни техники што ги спомнавме, исто така и дерматолозите се тука да помогнат. Ја спомнав ласерот хирургија, сега после тоа доаѓа процедурата, нели, одиме по туш, се спремаме за на работа, па ги наоѓаме другите мани. Па виснала кожата, нели, на раката, или нели, да не бидеме, да не звучам сексистички, како поминале годините, се родиле деца, градите го немаат повеќе истиот облик како што го имале порано. Па тука доаѓа стомакот исто така, затоа ги имаме и тие мейковер процедури, мами мейковер,
кога се прави процедура малку поголема на корекција на гради, корекција на стомак, корекција на нозе, исто и за тоа имаме ставено промотивни поголеми пакети. Значи се спаѓа во разубавување. Сете така, со тоа што секогаш инсистираме пациентите да дојдат прво на една консултација, отворени сме ние за тие консултации, прегледите и за тие консултации се намалени, за да им објасниме сушност дека не е она сето тоа така како што мислат и дека можат по да. Знаете што како, гледаат по социјалните мрежи. Сигурна сум дека ова и вие го имате, не да кажам проблем, меѓутоа треба да сте и психолози во овој поглед од вашата задача и работа која што вие сте се определиле во животот. Така. Затоа што постојат луѓе или постојат и жени и мажи кои што длабоко во себе ги имаат тие, да кажам сега, комплекси од нешто и фрустрации кои што кај вас воопшто можеби не се толку видливи, па треба да се убедувате. Секако. Предпоставувам дека има и такви. Ја секогаш го потенцирам тоа дека мора да се најдеме на средина. На средина, да, значи, да ги советувате. Желбите, можностите, така. нешто што стварно има проблем, зборам проблем, условен проблем, да се коригира, а тоа што нема воопшто да не се прави ништо и покрај инсистирањето на пациентот, пациентката. Така да секогаш е поентата да се најдеме на некоја средина, да не се претерува секако. Има комплетно направено психолошки студии за профилите на пациенти кои што се подложни на пластични и естетски корекции. Да не претеруваат. Затоа да не претеруваат, да не влагаат од интервенција, да влагаат overcorrection и така натаму. Секако тоа зависи од докторите, односно хирурзите што се занимаваат со тоа. Почесто постои као анегдота колеги хирурзи со други патологии што се занимаваат. Од секогаш тоа што го спомнавте претходно, нивната поента е во нашите муабети меѓу себе дека ние мора да сме и пола психијатри. Затоа што за разлика од кај нив каде што одат пациентите ради патологија и каде што бараат помош, кај нас дел од нашата струка во пластичната и реконструктивната хирургија е естетиката и баш ради тоа треба да сме негде 30-40% психијатри, да ни дадат уште една специализација. Специализација предпоставувам дека е така, затоа што сепак да постојат луѓе кои што премногу нешто бараат, а воопшто тоа не е потребно, сигурно дека и вие ќе се согласите со мене и го знам тоа, сум го имала и како пример, затоа и секако треба да сме прво доктори и после тоа сето друго. Така. Ајде сега малку кон крајот на нашиот разговор да кажеме од која годишна возраст може да се прават овие естетски интервенции и да ги посоветуваме еве вака младите, од кога до кога? Зависно од тоа што треба да се коригира. Секако со полнолетството секој си одговара за себе. Така. Младите доколку мали гради, асиметрични гради, во секој случај сето тоа треба да се прави што може малце подоцна, да не се почнува на 18 години со било што да се прави. Денес сме сведоци, мислам тоа е секаде, не само кај нас, да се прават корекции на лице со поготово со ботокс од најрана возраст, што не е препорачливо, затоа што колку и да не се штетни тие препарати, со текот на времето прават резистенции и буквално нема потреба од такви нешта во толку раната возраст. Дека веќе после, ајде да кажам, 25-26 година веќе може со нешто да се почне. Во однос на филерите исто така, па ќе се повторам, ја многу расширено, поготово кога се прави аугментација, зголемување на одредени делови на лицето. Усните и така. Да, се почнува исто од многу рана возраст. Секако битно е да се полнолетни, колку можат
за толку рана возраст да се разуведат дека не треба Не тоа да треба, го прават, не е Како што секогаш. кажавме, треба да Да, сте и не е психијатри, секогаш комерцијалниот момент да е битен за колегите мои и тие што се занимаваат со естетска медицина. Секако треба да се сугерира што покасно тоа да се направи и покрај тоа што ќе повторам нештетноста на тие препарати, односно све што внесуваме ние во нашето тело има одредена штетност. Меѓутоа, со денешните препарати сето тоа е сведено на минимум. Сето тоа за доброто на сите оние кои што се сакаат, ако ништо друго, да се разувават и пред нова година. Каде што кажавме и ги споменавме пакетите, па може уште еднаш за крај да ги потсетиме сите оние кои што сакаат пред нова година да блеснат во најубаво светло. Попусти периодов, тој сигурно пакети ќе се пролонгира тој период и после новогодишните празници, пакети кои што вклучуваат буквално комплетна процедура и постоперативен период, во главном за естетски корекции, дали се тоа фейслифтинзи, корекции на гради, тамитак, корекции на стомак, да, липосукции и така натаму. Јас многу тука ќе ви се заблагодарам што одвоивте од вашето време да бидете дел од нашата утринска програма, па и дадовме совети, што значи дека од 25-та, 26-та година веќе помалку може да се грижиме така за убавината и да имаме некои естетски интервенции. За одредени корекции секако и порано. Кажавме тука спаѓајте и од машкиот пол. Кај вас не забележувам естетска интервенција, колку што јас се разбирам. А сте дел од тоа. Треба да си има и за себе време, меѓутоа ретко е тоа. Ви благодарам уште еднаш, па се гледаме повторно. Да, и тука ние... Нешто ќе прашам, професоре, дали пред некои 20 на 25 години замислувавте или ви паѓаше на памет дека до овој степен може да се применува пластичната и реконструктивната хирургија, како што денеска е инвазија, буквално инвазија? Да. На Балканот најмногу мислам. Јужна Америка поготово и Северна Америка уште пред 20-25 години беше тоа многу присутно. Така да ќе кажам куриозитет некој, крајот на 60-тите години се почнати да се ставаат силиконски импланти за гради, например. И од тогаш е бумот, од естетски причини. Така да од тогаш е бумот. Така да многу порано е сето тоа почнато. Кај нас е веќе 90-тите години влегува на голема врата, цел XU простор секако многу расширено, поготово северните соседи, источните соседи и така натаму. Така да многу порано е почнато и оди се понатаму и понатаму. Меѓутоа, едно е добро што индустријата која што се занимава со тие помагала, со тие импланти и така натаму, и тоа оди напред, така да се све помали компликациите во однос на примената на тие импланти, да кажем. Ви благодарам многу и навистина ова беше интересен разговор кој што верувам дека ни даде многу повеќе информации за тоа под какви услови се извршуваат денеска, какви биле некогаш овие вакви интервенции со колку можни ризици.